Ој, дадо, што късмет ни има снајдено? Да шетаме парталави и гладни, сестро. Таков късмет. Ако. Барем сме живи и здрави. Ако сполајмо на Господа, јас кога сум со тебе не се жалам. Туку ово уште малку ќе затемни. Ке затемни, ке залади. Што ќе правиме? Што да правиме, бе, дадо? Ќе тропнеме на некоја порта и сигурно ќе се најде некој добар човек да не прими. И двете? И двете? Да, сигурно нема некоја да спие на патот. Не на патот, ама мислев поинаку да направиме. Како? Едната да тропне на една порта, другата на друга порта. Значи да тропнеме на две порти. Даде. Да преспиеме во две различни куќи. Подобро е некако така, отколку да се натрапиме двете на една порта. Секој дома би примил еден човек, а двајца малку потешко. Така е, дадо, така е. Ајде да појдеме. Ти појди нагоре, а јас надолу по патот. Да тропнеме на првата порта. Добро, и утре да се најдеме ке чешмава на пладне, нека биде. Ако, дадо, ако. Ајде. Остани ми се здрави. Колку е батал куќава. Туку подобро каков таков покрив над главата, отколку да спијам под ведро небо. Кој знае нада моја што направила. Си ја мислам, сестричката моја. Туку ајде да тропнам на портава. Добар ден. Добар ден, добар човеку. Како можам да ви помогнам? Имам една молба. Каква молба? Многу сум сиромава и немам каде да одам. Ако може да преспијам ноќва тука, да не спијам по сокаци. Еми може, оти да не може. Па нема да те оставам белким на патов да преспиваш. Господ да те благослови. Сполајти. Само да знаеш, јас сум многу сиромав човек. Ама колку дал Господ за мене, толку и за тебе ќе има. Таман работа. Зар јас сиромава ќе пребирам сега? Туку сум имала късмет да тропнам кај арен човек. Човек на човека треба да помага. Сполајти. Ајде влези да не стоиме тука на портава. Таман се спремав за вечера. Имам едно парче леп и тоа ќе го поделиме. Повели. Ајде. Фала ти, добар човеку. Ајде. Првата куќа по патот, оваа доаѓа. Да тропнам, да си ја пробам среќата. Кој е? Што да кажам, кој е? Патник еден. Што си се разлупала? Проштевај, добар чорбаџио, ако те разбудив. Не ме разбуди. Ме крена од седење, толку добро си бев заседнат. Проштевај, не сакав да ти го земам раатот. Ама јас имам голема мака. Што е, тате? Која е ова партала? Не знам, ама имала голема мака. И каква мака? Имам голема мака. Многу сум сиромашна
и нема каде да преспиам. Денот прекршува и ноќта доаѓа. Ова сака ние да ја прибереме. Да. Будала. Зошто ние би прибрале дома валкана питачка? Добри луѓе, ве молам, само кров да имам над главата. Ако треба во визбата ќе преспиам. Во визбата, велиш? Мрајде, бегај, не ни го крши работот. Чекај, синко. Ке ја пуштиме да преспие во визбата, ама ако ја исчистиш визбата и куќата. Може Чорбаџио, ќе сработам се што треба. Значи куќата и визбата. Да, и дворот ќе го изметам. Убаво и текна. Па тогаш можеш да влезеш. Можеш да почнеш со работа уште вечерва, да си го заслужиш сонот. А ако добро сработиш, утре и доручек ќе ти дадам. Ајде влегуј. Сполајте. Ајде влези си. Вечерва ти ќе преспиеш на креветот, а јас ќе си наместам рогозина во ходникот, таму ќе спијам. Вечно ќе ти бидам благодарна. Господ да ти даде куп убавини. Сполајти. Ајде смести се ти, а јас да донесам нешто да каснеме. Лепче и солца. Толку има. Ајде. Колку било убаво снагата да осети кревет. Колку арен човек. Фала ти, Господе, што ме прати на оваа порта. Ајде да јадеме. Лепче. Солчичка. Да ти кажам, ке јадам, многу сум гладна, ми вие стомакот. Ама една друга мисла имам. Што? Да спијам јас во ходникот на Рогозина. Не можам креветот да ти го земам. Никако. Не оди тоа така. Ти си гостинка во куќава. Ама- Така е редот. Ама, Нема ама. Ајде да јадеме. Ајде, послужи се. На здравје, нека. Овде ќе преспиеш. Добро Чорбаџио. Ама, пред тоа, овде се има убаво да исчистиш. Да си го заслужиш спиењето. Ќе изчистам. И биди тивка. Оти ние ќе си прилегнеме. Да. Полека и тивко ќе чистиш. Оти јас и тате многу лесен сон имаме. Тивка ќе бидам. Ќе бидам тивка. А да ве прашам нешто? Добри луѓе, да не имате некое старо рогозинче, да се привиткам, да не ми биде ладно. Ја слушаш, тате, рогозинче да имате. Преку леп погача сака. Ама ли ти сакаш да спиеш или сакаш да си одиш? Не, проштевајте. Само оставете ме да преспиам. Тогаш немој многу да прибаруваш, што го фаќе се за работа. Да. А утре, ако ја завршиш работата убаво, ќе те наградиме со доручек. Сполајте. Господарно да ви даде. И ајде, сега тате ние да одиме, ти не ме држат па ке нозеве. И ти, биди тивка. Ајде. Боже, колку работа има тука. А цревата мене ми вијат. Ама, ајде, да се фатам за работа.
тивка да бидам, да не ме истераат. Бар ќе се загреам малку, да не ми студи толку. Господи, каков сон. Не сум заминала јас со умот што сонувам вакви работи. Од сиромаштија почнав златници да сонувам. О, харно рекле стари, кој што си нема, тоа си сонува. Ајде. Добро утро. Дал ти Бог добро. Те чув дека си будна, па ти донесов малку леп да каснеш. Колку си добар, бре, коле. Ретко станаа вакви добри луѓе на земјава. Таман работа. Такова е гладен човек, зарем лепче да не му се даде. Повели. На здравје нека ти. Хвала. Од каде овој сон? Златници. Од каде во умот ми дошло да сонувам златници? Копам, копам и оп, торба полна со златници. Туку ајде јас да се фатам за работа. Чорбаджиеве да ми дадат нешто да јадам. На здравје нека ти. Да одам да ставам по едно кафенце. Може да пиеме, ама пред тоа кажи ми како да ти помогнам јас. Што да ми помогнеш? Па некако да ти се раздолжам за добрината, да исчистам, да исцепам дрва. Тама на работа. Зарад гостинката да барам да ми работи низ дома. Па сега ти толкава добрина ми направи, што ако јас ти помогнам? Толку за оваа работа. Сега ти убаво одмори се. Јас не сум имашен човек. Гледаш во каква сиромаштија живеам. Ама колку има за мене и за тебе ќе има. А за домашните работи, јас сум сам овде, живеам сам, а и пред мене е целиот ден. Имам доволно време и да наберам дрва, и да ги исцепам, и вода да си донесам дома. Е добро ко така. Да ти кажам уште еднаш фала. Фала за се. Да ставам по едно кафе јас. Ајде стави, па ќе треба да одам на чешма. Таму сум договорена со сестра ми да се најдеме. Со сестра ти? Да, вчера се раздвоивме. Таа тргна во првата куќа нагоре од чешмата, а јас во првата надолу. Оти. Па да не се натрапиме двете во една куќа. Аха. Тогаш значи дека таа е кај чорбаджијата Васко. О, сестра ми значи преспала во чорбаджиска куќа. Не знам за таа работа. Васко и син му се големи чорбаджи, ама многу терсене луѓе. Терсене велиш? Цело село ги знае како најлошите луѓе овде. Утра моја сестра. Кој знае каде преспала? Да ставам кафе. Тате, слушаш? Слушам. Ова парталава има цела куќа да ни ја искрши. Ќе искрчи, ама коските ќе ги искршам. Море, само ако не направи се што и рековме. Ако не заврши работа, 3 дена има да ни биде измечарка. Браво, ме, тате. На здравје кафето. Добри чорбаджи. Што на здравје, не на здравје, туку кажи, ајде, до кај сте се со работата? Завршив се. Се. Да, се. Синоќ ја видов си ја средила визбата. Ама многу тропаш. Проштевајте, добри чорбаджи, ама морав бурињата да ги наредам.
А дворот го смете? Да, А вода донесе? да, Ручек направи? да, А трвата ги исцепи? да, Кошулата ја закрпи? да, ја закрепи. Зрната граф ги преброи? Ама не ми рековте да ги пребројам зрната граф. Како не? Тате, и реков? Па и рече. Значи, нема доручек. Многу сум гладна. Еве, ќе ги пребројам и зрната граф. Само ве молам, дајте ми едно парче леп. Ајде, оди таму да ги преброиш и да дојдеш тука да ме кажеш колку се. И пази во броењето, ти јас и тате знаеме точно колку зрна граф се. Кажи, тате. Да. Еве, ќе ги пребројам. Кажи, тате. Кај ти текна, бе, сине, кај ти текна, бе. Зрната граф. Каде е, бе? Нада моја. Ах, сестричке златна, што ли те снашло? Рече човекот дека чорбаджиите се терсени луѓе. Кој знае каде има преспиено. Дадо, Дадичке, бе, каде си досега 300 мисли ми поминаа низ умов? ами, еве сум. Еми, еве си, ама нели на Пладне бевме договорени? Пладне одамна помина. Ами, дадо, јас бев кај едни чорбаджи и ме тера да им чистам покуки за да им се отолшам за спиењето. Јарно, ама досега чистеше. И ме тера да ги бројам зрната граф за да ми дадат да јадам нешто. И, касна ли? Еми не, Оти синот на чорбаджијата ми рече дека не сум ги изброила точно. Дадичке, вака. Ке одиме сега низ селово и ке питаме ако треба за јадење. Или ке прашаме, можеби на некој му требаат измеќарки. Да. Јас многу сум гладна, многу. Ми се тресе снагата и ми се темни пред очи веќе. Ти барем јадеш или нешто? Јадев јас. Бев кај еден многу арен човек. Сиромав, ама арен. Јас бев кај чорбаджи, ама лоши луѓе. Знам дека биле терсене. Од кај знаеш, бе, дадо? Ајде, терај, ке ти раскажам, ајде. Што си замислена, бре, дадо? Да не ти направија лошо тоа чорбаджиите? Не. Се сетив на сонот што го сонував ноќеска. Јас сонував некој чуден сон. Што сонуваше ти, дадо? А сонував како под едно дрво да бев и копав и најдов торба полна со златници. Што ти е, бре, дадо? Да не ти се слоши од глад? Не. Ами, дадо, и јас го сонував истиот сон. Што зборуваш? Како кај едно дрво копам
наоѓам торба со златници. Дадо, да не е некој знак ова, го памтиш дрвото? Да, Ја го памтам тоа од мојот сон. А да побараме, може ќе најдеме такво дрво, може навистина има закопано златници, а? да, дадо, да. Ајде, Може Господ ми праќа некој знак? ајде, Дадо, да бараме. Дадо, Леле, Надо, ова е дрвото од мојот сон. што зборуваш? Дрвото е и од мојот сон. Ајде да копаме. Ајде, полека. Дадо, види. Надо! Каква среќа сме имале, Надо. Дадо, Господ насон ни кажа. Богатство да си најдеме, дадо. Насон, Надо, ама во туѓа куќа. Јас мислам да се вратам кај Коле. Многу арен човек е. Да му се оддолжам за добрината. Моите чорбаджи не се баш најарни луѓе, ама што е така е. Јас кај нив во визбата го сонував сонот. Треба да им се одолжам. Да се одолжиме. И пред себе и пред Бога. Ама прво да јадеш нешто. Ајде, дадо. Ајде кажи зошто се врати и зошто треба да се каеме ако не те сослушам. Да не украде нешто од нас, Амори, и расипи куќу една. Не. Јас само сакав да дојдам и да ви дадам нешто како благодарност за тоа што ме примивте да преспиам во вашата куќа. Тате, ова, мајта си игра со нас? Ајде кажи што имаш и дај што сакаш да даваш и фаќе си патот под нозе. Вака. Ви давам по еден златник како благодарност за вас и за вашава куќа. Од каде ти се овие златници, мори, несреќо? Па сигурно ограбила некоја куќа. Од каде пари иначе ова? Не. Вака. Ноќеска додека спиев во визбата. Ми се сони еден сон. Како копам кај едно дрво и ја наоѓам торбава со златници. И денес на пладне го најдов дрвото и копав и ја најдов торбава полна со златници. Значи сонот го сонуваше во визбата. Да, чорбаджио. Ако сонот си го сонувала во нашата куќа, значи златниците се за нас. Ти си ни го украла сонот, а заедно со сонот и златниците. Ама не, чорбаджио, кај се видело сон да се украде. Јас си го сонував тоа и јас си појдов кај дрвото од мојот сон и така... Ајде. Го слушна, тате. Ти си ги украла од нас. Не. Дај сега бабу торбата. Не, ти ја дадам. Дај бабу торбата. Дај бабу. Наше е златото. Ама те молам да земеш. Ама не сакам. Ама те молам, земи ги. Не земам. Ама ќе ти се налутам ако не ги земеш. Налути ми се, не сакам. Значи тие си биле твоја среќа. Ама те молам сега, земи Ама ги. добро, оти вака ми правиш сега. Еми така. Не земам. Те молам. Дадо, што ти е? Ми ги зема златниците. Кој бре? Устата јас, кај појдов кај нив, кај се запустив. Кој ти ги зеде? Чорбаджијата, Васко и син му. Устата јас, кај појдов кај нив се запустив. Реков јас дека тие двајца се многу лоши луѓе. Ајде, смири се. Јас имам цела торба и со ова убаво ќе си живееме. А, не. Не. Никако. Таа си го најде златото, што значи дека било нејзина среќа. Што да направиме?
Слушајте ме, пам. Се сетив. Која си ти што си се растропала? Добар ден, добри луѓе. Ве молам ноќва да преспијам тука. Ајде, мори, бегај од тука. Чекај, синко. Ти сакаш кај нас да преспиеш? Да, добри луѓе. Може да преспиеш во визбата. Мове ли? Фала. Тука можеш да преспиеш. Фала ви, добри луѓе. А ние да си одиме, да те оставиме да си одмориш. Ајде. Ама добри луѓе. А ја да си легнам сега. Толку сум уморна, што мислам, кога ќе заспијам и светот да се сруши, нема да се разбудам. Полека, синко. Само некако да се докопаме до торбата, па после ќе ја изфрлиме. Сигурно е полна со златници. Ми изгледа некако како поголемка и како пополна. Што? Ако чорбаджиите ја земат торбата со камчиња и ја сменат со торбата со златници, камчињата ќе им се претворат во скапоцени камења. Торбата била полна со камења. Па слушна ли што рече? Што? Ако ја замениме торбата со златници, камчињата ќе се претвореле во бесценети камења. Што? Чорбаджиите да побрзаат? Видело магарето уши, па посакало и рогови. Значи не ми се верува дека успеа да ги прелажеш. Веднаш падна на лагата на коле. Ако е така им треба, ќе им дојде ним паметот. Дадо, од сиромашни станавме чорбаджи. Да се чудиш да не веруваш. Таков ви бил късметот. Не само наш. Ами, Епа, наш да, ама и твој. мој.
Да. Јас и Дада решивме дека сакаме да живееме со тебе. Со парите ќе си ја направиме куќава и ќе си живееме како брат и сестри. Чекајте, ама... Ама нема ама. Ти ни направи толкава добрина и сега ние ќе ти вратиме со добро. Ама луѓе, јас сум навикнат да живеам во сиромаштија. Еј, ние сме навикнати. Ама сиромашен не е тој што има малку, туку тој што сака многу.